На огласот на СДСМ за председател на државата досега се пријавиле 4 кандидати, потврди од владеачката партија за 1ТВ. Тони Петровски, Божидар Ночев, Ѓорѓи Филипов и Игор Поп-Трајков се имињата кои се најдоа на листата за само кандидирање на СДСМ. Сепак крајниот избор ќе се прави на Конгресот на 3 март, велат од владеачката партија. Заострените односи меѓу СДСМ и ДУИ, според портпаролот Костадин Костадинов, нема да влијаат во разговорите за заеднички прифатлив кандидат за председател. Костадинов е оптимист дека може да се надминат разликите меѓу коалицијските партнери. Лидерот на ПЦЕР Самка Ибраимовски пак се премисли. Иако претходно најави дека ќе се кандидира за председател, денеска информираше дека најверојатно неговата партија ќе го поддржи председателскиот кандидат на СДСМ. Утре имаме средба со председателот на Социјалдемократскиот сојуз господин Зоран Заев и најверојатно ќе дадеме поддршка на кандидатот што ќе биде избран. Тоа сметаме дека сега не е време како политичка партија, ПЦЕР и јас како лидер, иако имам овластување од моите ограноци да одлучам сам што понатака ќе правам, дали ќе се кандидирам или не да се кандидирам. Ова значи дека Амди Бајрам останува единствениот кандидат од ромските партии, кој како и Филип Петровски почнаа со собирање потписи за на изборите напролет да се тркаат самостојно. Новина е и одлуката на генералот Димче Петровски да се кандидира и самостојно да се бори во трката за шеф на државата. Од друга страна, демократската фракција на ВМРО-ДПМН денеска побара раководството на партијата да не ја финансира кампањата на Гордана Силјановска. Демократската фракција на ВМРО-ДПМН смета дека ВМРО-ДПМН треба да и се заблагодари без разлика што направило грешка со незиното кандидирање, меѓутоа понатаму, бидејќи е поддршката од граѓаните, нека бидат граѓаните тие и самиот кандидат нека си ја сам финансира целокупната кампања, бидејќи партијата не би требало да троши пари за луѓе кои што нема да се залагаат за заштита на круцијалните државни, национални, па ако сакате и интереси на членството на партијата. Професорката Силјановска, која веќе е во неформална кампања со поддршка на ВМРО-ДПМН, досега е единствен официјален кандидат за нов председател.